полицијата и безбедноста. Упати честитки до министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и до министерот за одбрана Зоран Јолевски. Како претседател на Република Македонија и како врховен командант ми представува задоволство вам на директорот на Бирото за јавна безбедност, на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање и на сите припадници на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Да ви го честитам 7 мај, денот на полицијата и безбедноста. Се наведува во честитката од Иванов. Македонската полиција, како што посочува Иванов, постои за да им служи на македонските граѓани, да се грижи за секојдневната заштита на нивните животи, личната безбедност и сопственост, борејќи се против организираниот и сериозен криминал, заштита на демократските институции утврдени со уставот и спротивставувањето и заштита од тероризмот. Овластените службени лица придонесуваат кон добросостојбата и напредокот на Република Македонија и македонското општество. Преку честноста и професионализмот во работата, припадниците на Министерството за внатрешни работи на дело ја покажуваат посветеноста кон добробитта на македонските граѓани, вели Иванов во честитката. На сите припадници на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Иванов им честита за професионализмот во извршувањето на одговорните задачи, но пред се за лојалноста кон татковината Република Македонија. Министерката за внатрешни работи на Република Македонија Гордана Јанкуловска по повод 7 мај, денот на полицијата, упати честитка до сите вработени во МВР. Им се заблагодари за сета пожртвуваност, професионализам, хуманост и посветеност на работата. Инаку овој ден владата на Република Македонија го востанови како ден на македонската полиција од 20 април 1993 година. По повод 7 мај, денот на македонската полиција, Министерката за внатрешни работи упати честитка до сите вработени во оваа институција, пред се заблагодарувајќи им се за нивната жртвуваност, храброст, професионалност и посветеност на работата, со која сигурно се гордеат сите граѓани на Република Македонија. Вашата храброст која секојдневно ја демонстрирате ќе ја помнат македонските граѓани на кои им помогнавте при поплавите и временските непогоди, кога одредени места беа отсечени од комуникација заради снежните навеви или пак останаа без електрична енергија. Во време на бројни предизвици со кои секојдневно се соочувате, многу пати сте помогнале да се избегнат човечки жртви и лични и семејни трагедии. Вашата човечност и присебност ја покажавте и пред 20 на дена кога после 12 часовна теренска потрага успеавте да најдете 7-годишно девојче од Сирија кое се одвоило од групата и ладната ноќ ја поминала само под отворено небо. Ќе ве помни девојката што ја спасивте при обидот да си го одземе животот, но и семејствата на сите оние кои беа на чекор до смртта, а благодарение на вас добиваат нова шанса, стои во честитката по повод денот на полицијата од Јанкуловска. Според министерката Јанкуловска, Република Македонија и нејзините институции се исправени пред еден од поголемите тестови во поновата историја и затоа, вели, од вас се очекува да бидете на висина на задачата. Да бидете истрајни и професионални и да ги почитувате уставот и законите. Деновиве припадниците на МВР се под жесток напад. Во само еден ден, 38 полициски службеници беа повредени од страна на група агресивни лица кои на најбрутален начин ги нападнаа полициските службеници кои достоинствено и крајно професионално ги извршуваа своите работни задачи грижејќи се за јавниот ред и мир за време на насилните демонстрации, порача Јанкуловска на вработените во МВР. Денот на македонската полиција се одбележува од 20 април 1993 година. По повод денот на полицијата се одржа работилница на која учествуваа деца од неколку школи од регионот. Учениците изработуваа постери со стихотворби за важноста на полицијата во образовниот процес кај најмалите учесници во сообраќајот. Ученици од неколку училишта во Куманово го одбележаа 7 мај, денот на полицијата. Во просториите на СВР Куманово има прилика да одржат работилница на која изработуваа постери со стихотворби, со цел да ја изразат важноста на полицијата во образовниот процес кај намалите учесници во сообраќајот. Во текот на целата година најголем дел од активностите наши беа насочени кон работа со младите, односно со малолетни лица, со учениците во однос на тоа градење на доверба меѓу себе, со градење на доверба со различни етнички заедници, секако доверба во работата на институциите, prvenstvено во довербата помеѓу полицијата и децата, а се со цел да имаме поголема безбедност во заедницата, односно детето кога ќе има проблем, ќе биде во неволја да знае на кого треба да се обрати, дека единствено непознат човек е полицајецот кој што секогаш е тука за да му помогне.
На работилницата учествуваат деца од 8 училишта и различна етничка припадност, а по завршувањето на креативните постери им беше доделена награда за најдобра стихотворба. Има доволно присуство на деца. Работилницата е децата во полицијата се изработува рачна изработка на хамер од сите. Значи училишта учествуваат по 2 дечиња, така што ја мислам дека успешно е реализирана работилницата. Учениците велат дека овие обуки се од особена важност за нив и со нивна помош се повеќе стануваат совесни учесници во сообраќајот. Денеска изработивме хамер, сите со заедничка сила, бејќи ова е убав ден, 7 мај, денот на полицијата, и ни беше задоволство да присуствуваме на оваа акција. Тука се тие да ни помогнат и во добро и во лошо, да споделиме со нив што ни имаме мака или во некои ситуации кога ни е потребна нивната помош. Денот на полицијата ќе биде обележан и со низа други свечености и активности. Европското движење на Македонија и општина Куманово организираа панел дискусија за Денот на Европа. На дискусијата учествуваа универзитетски професори кои дадоа свои видувања за можностите, предизвиците и вредностите кои ги нуди Европската унија. Панел дискусија по повод престојниот 9 мај Денот на Европа во организација на Европското движење на Македонија и општина Куманово се одржа денеска во градот. Универзитетски професори ги изнесоа своите ставови пред присутните за можностите и предизвиците со кои се соочува Македонија, но и останатите земји членки кои имаат кандидатски статус од Балканот на патот кон Европската унија. Универзитетскиот професор, политиколог и поранешен амбасадор Димитар Мирчев пред присутните во Куманово се осврна на историските датуми врзани за формирањето на Европската унија, истакнувајќи дека Македонија полека се приближува кон Европската унија. Европската унија има своји вредности, а без разлика дали Британија или Македонија ги прифаќаат или не, они мора да ги прифаќаат. Се што го бара Европската унија за усогласување е ставено на картина, во нови, во извештаите и за нас, и за Британија, тоа се го има, особено за кандидатите, какви што сме ние. Кај што ги има тие извештаи, да ви кажам, сите се посвети. И тоа, секоја година претходните извештаи се земаат во обзир, па само на предовот се. Нема вредности кои се надвор од оние извештаи на Европската унија. Универзитетскиот професор Стево Пендаровски на дискусијата рече дека и политичката елита и обичните граѓани се занимаваат со проблеми за кои сите мислеле дека се решени во раните 90-ти години, а тоа е дали сакаме да го продолжиме патот кон Европската унија. Универзитетската професорка Милева Ѓуревска и Зоран Стојковски од Центарот за институционален развој се осврна на социјалното претприемништво за кое рекоа дека се спроведува во западноевропските држави, кога се случува намалување на невработеноста и им се излегува во пресред на социјалните предпријатија. Пред Кумановци беше истакнато дека Македонија ги прави овие чекори, дека предлог текстот влезене во прво читање. Додаваа дека станува збор за концепт кој придонесува за развој на граѓанскиот концепт, кој што е една од вредностите на Европската унија. 5 столба на оваа стратегија, значи интегрира развој, паметен раст, одржлив развој, социјална инклузија и добро владење. Да, иако како 5 столб го става доброто владење, односно силна државна администрација која што ќе може да ги спроведе овие реформи, оваа стратегија. Ништо не може да се направи ако вие немате добро владење. Така е напишано таму, така е запишано таму. Од прилика сите и Србија и Босна и Херцеговина и Албанија имаат многу низок бруто домашен производ. Ми се чини дека тука во овие економски параметри лежи главната причина, главниот проблем за интегрирање кон унијата. Панел дискусијата се организира во пресред на Денот на Европа. Североисточниот плански регион ги презентираше резултатите од 2-годишниот проект кој го спроведе во соработка со колегите од општина Дупница, Бугарија. Во вредност од околу 500.000 евра, со проектот се направени лифтови и тоалети во социјално-инклузивните училишта во 6 општини во североистокот во Македонија и во 2 училишта во Дупница. Заврши 2-годишниот проект за прекуграничната соработка за инклузивни училишта на Македонија и Бугарија. Целта на проектот е создавање на меѓугранична мрежа и училишна инклузија на децата со посебни потреби. Во 6 општини што ги покрива североисточниот плански регион со 2-годишната студија се направени градежни работи во 7 училишта. Односно со проектот е овозможен пристап до и во училиштата и направена е набавка на соодветна опрема за рехабилитација, информираат надлежните. Од главната наша активност беше изработка, односно градба на 7 лифтови
пристапни рампи и специјални тоалети за дечиња со посебни потреби во 7 училишта во нашиот регион. Бугарските соработници се надеваат дека ова нема да биде последниот проект на кој ќе работат со колегите од Македонија. Најавуваат нови апликации за слични проекти во текот на оваа година. Во општина Дупница бяха направени. Во општина Дупница направени се два објекти. Едниот во основното училиште Кирил и Методи, кој вклучува лифт и тоалети на 4 спратови во училиштето, а другиот е во детската градинка Калина, каде што има и дневен центар, каде што е направен лифт, тоалети и спортска сала за децата со посебни потреби. Основно училиште голямо на 4 етажа. Од североисточниот плански регион информираат дека вредноста на проектот е околу 500.000 евра. Од Оделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при локалната самоуправа на Крива Паланка ги известуваат сите заинтересирани лица дека во понеделник, 11 мај, во просториите на општината ќе се одржи јавна консултација за студијата за процена на животната средина и социјалните аспекти за проектот изградба на државен пат А2 делница Ранковце Крива Паланка на ниво на експресен пат. Во рамки на реализација на проектот изградба на државен пат А2 делница Ранковце Крива Паланка на ниво на експресен пат во понеделник 11 мај ќе се одржи јавна консултација за студијата намената за процена на животната средина и социјалните аспекти. Од јавното предпријатие за државни патишта и подрачните оделенија за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина на општина Крива Паланка и на општина Ранковце ја известуваат јавноста дека консултацијата ќе биде отворена за сите засегнати страни, како и за локалното население на населените места долж делницата. Експресниот пат ќе биде со должина од 25 километри, а финансии ќе се обезбедат од меѓународните финансиски институции пред се од Светска банка. Според чии барања во делот на заштитата на животната средина и социјалните аспекти се организира јавна консултација. Во процес на изработка е основен проект за изградба на брз магистрален пат, односно државен пат А2 на делницата Ранковци Крива Паланка. Оваа делница всушност започнува од општина Кратово, од местноста викана Четал, поминува изнад местно заедница Ранковци во општината преку општина Ранковци, преку општина Крива Паланка и доаѓа до градот Крива Паланка. Оваа делница, нејзината траса се поклопува со трасата на предвидениот автопат од коридор 8. Значи, ја прати трасата од прилike низ општина Крива Паланка, низ територијата на општина Крива Паланка, ја прати трасата на железничката линија, односно иде нешто изнад предвидената траса на железничката линија што поминува низ општина Крива Паланка и ќе се одржи јавна консултација во општините Ранковци и во општина Крива Паланка. Во општина Ранковци ќе се одржи на 11.5.2015 година со почеток во 10 часот, а во нашава општина, во општина Крива Паланка, ова јавна консултација ќе се одржи исто на 11.5.2015 година со почеток во 13 часот. На оваа јавна консултација, значи, може да присуствуваат сите заинтересирани правни физички лица, сите граѓани кои се заинтересирани и можат да добијат повечко информации во врска со делницата. Студијата за процена на животната средина и социјалните аспекти е достапна на увид на сите заинтересирани физички и правни лица во општинските простории на Крива Паланка и Ранковце, како и во просториите на јавното предпријатие за државни патишта. Средното стручно општинско училиште Киро Бурнас беше домаќин на третиот поред надпревар во вешто возење на трактор. Учество зедоа 10 стручни училишта од нашата земја, а 140 ученици се надпреваруваа во 6 дисциплини за машки и една за женски. Звукот на тракторите ечеше во Кумановско Којнаре. Во дворот на земјоделското училиште Киро Бурнас се одржа првенство на средношколци во вешто возење трактор, каде што се надпреваруваат 10 училишта од земјоделско-ветеринарна струка од нашата држава. По 14 ученици од секое училиште се надпреваруваа во 6 дисциплини за машката екипа и една за женската. Вела доматините од Киро Бурнас на третиот поред надпревар во вешто возење трактор. Најважни дисциплини, да речем, за овој надпревар се вешто возење и орање со трактор.
Освен овие дисциплини имаме и органско производство, па имаме препознавање на плевели и семиња, имаме препознавање на костки органи и толку и калемење. Средношколците кои учат земјоделски науки од година во година се подобри, велат организаторите. Меѓу учесниците имаше и девојчиња кои успешно се снајдоа во земјоделските машини. Има заинтересираност, но не многу, посебно кај женските. Ме влече, пошто доаѓам од моје земјоделско семејство и ме влече крајот. Не знам колку време возам. Од каде желбата токму да учиш оваа струка? Не знам, имам желба кон животните, љубов кон животните. Па имам желба за трактори, земјоделска механизација. Па имаше доста силни надпреварувачи, доста беше тешко. Еден месец се подготувавме, не се многу подготувавме. Мора да напомена кај од нашето училиште има женски што се направува тоа за пофало. За овој например колките беа многу големи. За со професорите бевме да вежбаме за да доеме тука за Кумано да може да постигнеме нешто, може и прво место, може и нешто друго, што и да е, и да се дружиме. Од Киро Бурнас информираа дека последните години заинтересираноста за земјоделските струки е се поголема. Оттаму додаваа дека се трудат да го одржат континуитетот, но велат дека проблемот не е во заинтересираноста, туку во опаѓањето на наталитетот. Еден час пред да заврши законскиот рок, израелскиот премиер Нетањаху ја состави новата влада. Кој ќе освои мнозинство, лабористите или конзервативците? Денеска британците гласаат за парламентарни избори. Јемен побара интервенција од странските копнени сили. Ова се вестите од светот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ја состави новата влада. Само еден час пред да измине законски предвидениот рок за тоа. До ова дојде по маратонските преговори со партијата Еврејски дом на министерот за економија Нафтали Бенет. Со договорот Ликуд партијата на Нетањаху успева да добие тесно мнозинство во парламентот, односно 61 од 120 пратенички места. Ликуд победи на изборите одржани на 17 март годинава кога освои 30 места во Кнесетот. Велика Британија денес гласа на парламентарни избори. Според анкетите, сосема е можно овие избори да не донесат јасно мнозинство, што ќе значи дека лабористите и конзервативците, двете големи партии, ќе мораат да влегуваат во коалиција за да состават влада. Преговорите за нова влада во ваков случај може да траат повеќе недели. За да се избегне долго чекање за формирање на владата, една од двете големи партии треба да освои барем половина од 650 места на парламентот. Ако победат конзервативците на премиерското место, повторно ќе седне Дејвид Камерон за нови 5 години. Ако лабористите освојат мнозинство, клучот на премиерскиот кабинет на Даунинг Стрит 10 ќе му биде предаден на Ед Милибанд. Но анкетите предвидуваат дека ова сценарио е доста неизвестно. Тогаш победничката партија ќе мора да влегува во коалиција со помалите партии за да добие доверба од парламентот за време на традиционалниот говор на кралицата закажан за 27 мај. Партиите треба да почнат со преговорите веќе утре. Јемен побара од Советот за безбедност на Обединетите нации брзо да интервенира со копнени сили во таа земја, посебно во градовите Аден и Таис. Писмето на јеменскиот амбасадор во светската организација Калет Алејмани посочува на можно проширување на конфликтот и претворање на Јемен во место за војна меѓу Саудиска Арабија која ја поддржува јеменската влада во екзил и Иран кој пак им помага на хути бунтовниците. Коалицијата предводена од Саудиска Арабија почна воздушна кампања против бунтовниците, а во текот на изминатиот викенд испрати извесен број копнени сили во Аден. Во Крива Паланка се одржа презентација на стратегиите на комуникација и развој на ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби. Целта на средбата е да се подигне јавната свест за поголема поддршка на лица со нетипичен развој и нивните семејства. Во Крива Паланка беше одржана презентација на стратегиите на комуникација и развој на ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби. Средбата е со цел поголема инклузија на овие лица во сите општествено-социјални процеси, бидејќи тие, како и сите луѓе, освен специфични потреби, имаат и способности. Со мобилизацијата на информација од повеќе сектори и соработка со образовните, здравствените и социјалните работници, како и останатите релевантни фактори, ќе им се излезе во пресрет на лицата како и на членовите на нивните семејства, порача претседателката на ресурсниот центар Јасна Мандиќ.
На презентацијата присуствуваа и представници од Сдруженијето Хендикеп Плюс, кое има долга и успешна соработка со ресурсниот центар. Председателката на Сдруженијето Димитровска го истакна своето задоволство од поддршката на која наидуваат во локалните институции и самата средина при остварувањето на правата кои им се загарантирани со закон. Јас мислам дека лицата со посебни потреби, ако се сплотат, ако вака си даваат поддршка едни се други, секогаш се појаки и ќе наидеме на поголемо разбирање, што додуша и ние у наша општина го имаме тоа разбирање, како од сограѓаните, така од општина, така од институциите. До сега не сме наишли на некој поголем проблем, како што беа изнесени некои проблеми од Скопје. Во малите градови е предност она што, тука си помагаме едни со други, додека па, во Скопје сега имаме некои други предности има таму. Како и да е, ќе продолжи соработката помеѓу Хендикеп Плюс и Ресурсен центар. Преку Хендикеп Плюс ние соработуваме со Центарот за социјални работи, Дневниот центар, Општина Крива Паланка. Од градоначалникот сме имале секојаш разбирање, секојаш отворени врати. Присутни беа и лица од психолошко-педагошките служби од основните училишта. Психологот Јакимовска Митовска од основното училиште Јоаким Крчовски го истакна позитивниот пристап кој досега го имале кон учениците со посебни потреби и нивните родители. И секогаш се трудиме да ги испочитуваме правата на родителите, децата со посебни потреби, односно ученици кои што се во моментот кај нас во училиштето или можеби во иднина ќе бидат кај нас. Значи, континуирано соработуваме со Центарот за социјални работи, доколку се јави нели некаков проблем, соработуваме со невладината организација, невладиното здружение Хендикеп Плюс од Крива Паланка, значи досега долгогодишна соработка, се надеваме и на идна соработка. Со оглед на тие напори сега во моментот преку меѓугранична соработка, значи во нашето училиште се прави во моментот и лифт за ученици со посебни потреби. Ресурсниот центар за родители на деца со пречки во развојот е инициран, формиран и воден од родители на деца со нетипичен развој, а е замислен како национален родителски сервис кој ќе обезбедува поддршка, помош и пристап до информации при остварувањето на правата и овластувањата во сите сегменти на животот, како и заложби за подигање на јавната свест и одговорност. Фудбалерот на Барселона од средината на теренот Иван Ракитич не го криеше задоволството од убедливата победа над Бајерн Минхен во Лигата на шампионите. Каталонците славеа со 3:0 и се многу блиску до пласман во финалето, кое годинава ќе се одржи во Берлин. Бајерн Минхен успеваше да и парира на Барселона до 77-та минута од нивниот полуфинален дуел во Лигата на шампионите, но тогаш на сцена стапи Лионел Меси и приближи неговата екипа до пласман во големото финале во Берлин. Пеп Гвардиола го започна надпреварот со ризична тактика, со тројца играчи во одбраната, откако грешките беа неутрализирани, со одбраните на Ноер подоцна се реши за подефанзивен пристап кој ми отежна работата на фудбалерите на Барселона. Но Меси ја искористи првата грешка во 77-та минута, а 3 минути подоцна со фантастична индивидуална акција мина покрај Боатенг и го измами Ноер за веќе убедливи 2:0. Точка на надпреварот стави Нејмар, откако по асистенција на Меси постигна гол во судиското продолжение за конечни 3:0 и го стави Бајерн во речиси невозможна ситуација пред реваншот на Алијанс Арената. Во Македонија променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во северните и источните делови од земјата. Метео.
Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер.